This is an African spurthide, also known as a sulcata. Ова африканска желка изгледа безопасно, но не. Се надпреварува за ресурси со желката од овој крај, која е клучна за екосистемот на Флорида. They dig these big burrows Тие underground. копаат големи јами под земја, што многу други животни ги користат како за солниште. Гоферовите желки се намалуваат и обезбедуваат дом за стотици други животни. Прашањето е што ќе се случи со нив. Во Флорида има стотици животински видови кои не се автохтони. Некои од нив го заземаат новото живеалиште, загрозувајќи ја животната средина. Природата зависи од разновидноста. Кога немате разновидност, таа може да пропадне. Флорида троши повеќе од 500 милиони долари годишно, обидувајќи се да се справи со инвазивните видови, но дали таа битка е изгубена? Штом некои видови ќе почнат да се размножуваат во дивината, постои систем кој работи за нив. Речиси е невозможно да се искоренат. Како бурманскиот питон, пред 30 години многу избегаа од локалното место за размножување уништено од ураган. Денес во Флорида има десетици илјади питони. It can take out one of our apex predator, which are alligators and Може crocodiles. да ги уништат едни од нашите главни предатори, како алигатори и крокодили, потоа некои од другите домашни животни, како што се мали цицачи, стаорци, зајаци, кои би требале да бидат храна за други животни. Така што тие се напреваруваат со нашите домашни животни, бидејќи се подоминантен вид и ја добиваат таа битка. Многу од инвазивните видови некогаш биле нечии миленици. Animals can be a lot of work. Животните бараат многу работа. Папагалите се гласни, живеат скоро 80 години. Желките може да станат навистина големи и да живеат 100 години. Значи потребна е голема посветеност за многу од овие животни. Дивите свињи кои беа представени од шпанските истражувачи пред неколку векови се насекаде во Флорида. Тие ја копаат почвата, понекогаш уништувајќи ги домашните растенија. And then also it actually creates a secondary Тие всушност создаваат секундарен пристап за инвазивните видови. Значи, не само што го уништуваат она што го правиме, туку и отвараат простор за дополнителни видови. Овој конзерваториум е дом на најразновидни екосистеми во светот, вели Шерил Милет. It's a biodiversity hotspot. Ова е место на биолошка разновидност. Имаме многу работи кои не постојат на други места. И ако ги изгубиме овде, нема повеќе да ги имаме на земјата. Лесно е да се забележи штетата направена од дивите свињи, но Милет е најмногу загрижена за опасноста од неавтохтоните гуштери. And they've been found using gopher tortoise. Пронајдени се желки во цревата на гуштери. Навистина сум загрижена за нивното потенцијално влијание. Официјалните лица на Флорида користат лов, мониторинг и многу програми за справување со инвазивните видови, но тоа е битка на која не и се гледа крајот.